14. поглавје Ибрахим, објавено во Мека, 52 ајети. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Во името на Аллах, семилосниот, милостивиот. Елиф, лам, ра. Ова е книга која ти ја објавуваме за луѓето, со волјата на нивниот Господар, да ги изведеш од темнините на светлина, на патот на силниот и за благодарност достојниот Аллах, кому му припаѓа тоа што е на небесата и тоа што е на земјата. А тешко на неверниците од ужасното страдање, кои животот на овој свет повеќе го сакаат од оној свет и кои од Аллаховиот пат одвраќаат и настојуваат да го прикажат како погрешен. Тие се во голема заблуда. Ние не сме пратиле ниту еден пратеник кој не зборувал на јазикот на народот свој за да му објасни. А Аллах го остава во заблуда тој кого тој сака и го упатува на вистинскиот пат тој кого тој сака. Тој е силен и мудар. И Муса го испративме со доказите наши. Изведи го народот свој од темнините на светлина и подсети го на Аллаховите денови. Тоа се навистина докази за секој што е трпелив и благодарен. И кога Муса му рече на народот свој: сетете се на Аллаховата благодат кога ве спаси од фараоновите луѓе, кои со најтешки маки ве мачеа, кои машките деца ви ги колеа, а женските во живот ги оставаа. Тоа ви беше големо искушение од Господарот ваш. И кога вашиот Господар објави: ако бидете благодарни, јас навистина уште повеќе ќе ви дадам, но ако бидете неблагодарни, казната моја навистина ќе биде строга. И Муса уште рече: ако бидете неблагодарни и вие и сите други на земјата, па Аллах навистина не е зависен од никого и тој е единиот достоен за благодарност. Зарем до вас не дојде веста за тие пред вас, за народот на Нух, и за Ад, и за Семуд, и за тие понив? Само Аллах ги знае. Пратениците нивни им носеа докази, но тие рацете на устите ги ставаа говорејки: ние не веруваме во тоа што по вас се испраќа и ние многу се сомневаме во тоа во што не повикувате. Пратениците нивни говореа: зарем може да се сомнева во Аллах, создателот на небесата и на земјата? Тој ве повикува за да ви прости некои од вашите гревови и за да ве остави до одредениот рок. Тие одговорија: вие сте луѓе како и ние. Сакате да не одвратите од тие кои нашите предци ги обожувале, па донесете ни видливо чудо. Ние сме луѓе како вас, им говореа пратениците нивни, но Аллах го дава пратеништвото само на тие своји робови на кои што тој сака. Ние не можеме да ви донесеме чудо без Аллаховата волја, а верниците само на Аллах нека се подпираат. Зошто да не се подпреме на Аллах, кога тој на патиштата по кои одиме не упатил? Ние сосема трпеливо ќе ги поднесуваме маките на кои ќе бидеме подложени, а тие што се подпираат, нека се подпрат само на Аллах. Неверниците им говореа на пратениците своји:
Или ќе бидете во нашата вера, или ќе ве протераме од нашата земја. А на пратениците Господарот нивен им објавуваше: ние, неправедниците, сигурно ќе ги уништиме и по нив на земјата вас ќе ве населиме. Тоа ќе биде за тие што од полагањето сметка пред мене ќе се плашат и што од мојата закана стравуваат. И пратениците помош бараа, па секој арогантен и наетчија настрада. Пред него Джехеннемот ќе биде и тој со одвратна течност полн ќе биде. Ќе се мачи да ја проголта, но никако нема да може да ја проголта, и смртта од сите страни ќе му приоѓа, но тој нема да умре. Него тешко страдање ќе го чека. Делата на неверниците кај Господарот нивен наликуваат на пепел кој виорот при ветровитиот ден го разнесува. Нема да можат да очекуваат никаква награда за делата што ги правеле. Тоа е тешка заблуда. Зарем не гледаш дека Аллах небесата и земјата мудро ги создаде? Ако сака, вас ке ве отстрани и нови созданија ке донесе. Тоа на Аллах не му е тешко. И се ке излезе пред Аллах, па тие што биле измачувани ке им речат на главешините своји: ние бевме ваши следбеници, можете ли барем малку Аллаховата казна да ни ја олесните? Да не упатеше Аллах нас, ке одговорат тие, и ние ке ве упатевме вас. Да се жалиме или да трпиме, седно ние, нема да имаме повеќе спас. И кога се ке биде решено, шејтанот ке рече: Аллах вистинито ветување ви даде, а јас своите ветувања ги проневерив. Но јас никаква власт над вас немав, само ве повикував и вие ми се одзвивавте. Затоа не корете ме мене, туку самите себе, ниту јас можам на вас да ви помогнам, ниту вие можете да ми помогнете на мене. Јас немам ништо со тоа што претходно ме изедначувавте со него. Неправедните сигурно ги чека болно страдање. А тие што веруваа и што правеа добри дела, ќе бидат внесени со волјата на Господарот нивен во дженнетските градини низ кои реки ќе течат, и во нив вечно ќе останат, во нив ќе се поздравуваат со селам. Зарем не гледаш како Аллах наведува пример? Убавиот збор како убаво дрво, коренот му е цврсто во земјата, а гранките кон небото. Тој плодот свој го дава со дозвола од Господарот свој, а Аллах на луѓето им ги наведува примерите за да земат поука. А лошиот збор е како лошо дрво. На искорнатото дрво на површината на земјата му нема опстанок. Аллах со постојани зборови верниците ги зацврстува и на овој и на оној свет, а неверниците во заблуда ги остава. Аллах прави што сака. Зарем не ги гледаш тие што наместо со благодарност за Аллаховите благодати, со неблагодарност возвратија и својот народ во куќата на пропаста го донесоа, во Джехеннемот во кој ќе горат, а тоа е ужасно престојувалиште, и му измислија на Аллах соперници за да заведуваат од неговиот пат. Кажи: уживајте, сигурно ќе завршите во огнот. Кажи им на верниците, на робовите мои, намазот да го извршуваат и да даваат и тајно и јавно дел од тоа што ние им го даруваме, пред да настапи денот во кој нема да има трговија ни пријателства.
Аллах е создателот на небесата и на земјата. Тој го спушта дождот од небото и прави со негова помош да се раѓаат плодови со кои се храните и ви дава да имате корист од бродовите кои пловат по морето со негова волја и ви дава да имате корист од реките и ви дава да имате корист од сонцето и од месечината кои постојано се движат и ви дава да имате корист од ноќта и денот и ви дава од сето тоа што од него го барате и кога би ги броеле Аллаховите благодати, не би можеле да ги наброите. Човекот е навистина неправеден и неблагодарен. А кога Ибрахим рече: Господару мој, направи го овој град безбеден и сочувај ме мене и синовите мои од тоа да обожуваме кипови. Тие, Господару мој, многу луѓе на погрешен пат навеле. Тој што ќе ме следи мене е од мојата вера, а тој што ќе биде против мене, па ти навистина простуваш и милостив си. Господару наш, јас некои мои потомци населив во котлина во која ништо не се сее, кај твојот свет храм, Господару наш, намазот да го извршуваат, затоа стори срцата на некои луѓе да копнеат по нив и снабди ги со разни плодови за да бидат благодарни. Господару наш, ти навистина знаеш што криеме, а што во јавност покажуваме. На Аллах ништо не му е скриено, ни на земјата, ни на небото. Благодарноста му припаѓа на Аллах, што на стари години ми ги подари Исмаил и Исхак. Господарот мој навистина ги прима молбите. Господару мој, дај ми јас и потомците мои да го извршуваме намазот. Господару мој, ти услишаја молбата моја. Господару наш, прости ми мене и на родителите мои и на сите верници, на денот кога ќе се полага сметка за делата. А ти никако немој да мислиш дека Аллах не внимава на тоа што го прават насилниците. Тој само им попушта до денот кога очите ќе им останат отворени и кога брзајки со кренати глави, погледите ќе им бидат вкочанети, а срцата ќе им бидат празни. Ти опоменувај ги луѓето со денот кога казната ќе им дојде, кога тие што правеле насилство ќе велат: Господару наш, остави не уште само кратко време, ќе се одзвиеме на Твојот повик и ќе ги следиме пратениците. А зарем претходно не се колневте дека нема да одите на оној свет и се населивте во куќите на тие што кон себе си сторија насилство, а ви беше познато како постапивме со нив и примери ви наведувавме. И тие своите интриги ги подготвуваат, а Аллах знае за нивните интриги, само што нивните интриги не можат планини да покренат. Немој ни да помислиш дека Аллах нема да го исполни ветувањето свое кон пратениците своји. Аллах е навистина силен и строг. На денот кога земјата ќе биде заменета со друга земја, а и небесата, и кога сите ќе излезат пред Аллах, единиот и семоќниот, тој ден ќе ги видиш грешниците поврзани во заеднички окови. Кошулите од катран ќе им бидат, а огнот нивните лица ќе ги обвиткува. За Аллах секого според заслугата да го казни, Аллах навистина брзо сметките ќе ги израмни. Ова е известување за луѓето, за со него да бидат опоменати и за да знаат дека е само тој еден Бог, и за обдарените со разум
да земат поука. أولو الألباب